Добар ден, почитувани ученици. Добродојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум Билјана Арсовска, оделенски наставник во Основното општинско училиште Вера Јоцик од градот Скопје. За денес наставна содржина ни е составување приказна за поставени задачи. Целите на денешниот час ни се: внимателно читање на текстот на задачата, разбирање и толкување на текстот, да знаете да ја објасните постапката на решавање, да дадете одговор на поставениот проблем. Правило: кога решаваме текстуална задача, потребно е текстот да го прочитаме внимателно, убаво да размислиме која или кои операции ќе се применат во решавање на задачата. Ќе почнеме со приказна за подолго и пократко. Кога било лето, сонцето греело и било топло. Тогаш девојчето облекло маичка со куси ракави и куси пантолони, куси чорапчиња, дури и незината косичка била куса. Кога почнало да студи и облачињата го сокриле сонцето, тогаш девојчето ја пуштило незината коса да порасне и стане подолга. Облекла блузичка со долги ракави, долги пантолони и долги чорапчиња. Блузичка со куси ракавчиња и со долги ракавчиња. Кратки панталончиња, долги панталончиња. Куса, односно кратка коса и долга коса. Долго наспроти кратко. Долги панталони, кратки панталони. Долга блузичка, кратка маичка. На час по математика Калин, Лана, Ален, Ева, Петар и Јава имаат час по математика. Секој од нив треба да реши по една задача. Помогнете им да ги решат задачите. Мери на пазар купила 2 зелки. Една зелка кошта 40 денари. Колку денари платила Мери за 2 зелки? Калин вака одговорил: 40 плюс 40 да е еднакво на 80. Мери за 2 зелки потрошила 80 денари. Мери на продавачката и дала 100 денари. Колку денари и вратила продавачката? 100 минус 80 да е еднакво на 20. Продавачката и вратила 20 денари. Одговорот на Калин е точен. Еден геврек кошта 15 денари, а еден перек кошта 10 денари. Колку денари вкупно коштаат геврекот и перекот? Лана одговорила, ја решила задачата: 12 плюс 10 да е еднакво на 25. Одговорила, вкупно коштаат 25 денари. Лана точно одговорила. Еден јаболка кошта 25 денари. Колку денари се потребни за 2 килограми јаболка? Ален ја решил задачата на овој начин: 25 плюс 25 да е еднакво на 50. Тој одговорил дека за 2 килограми јаболка потребни се 50 денари. Ален ја одговорил и ја решил задачата точно. Ева да видиме. Учениците нека направат процени колку чекори или педи има одредена должина и потоа процената нека ја проверат со мерење. Учениците нека ја одредуваат должината, односно ширината на таблата со чекори, со педи и на крај да измерат со метро. Ева знае дека прво треба да направи процена, а потоа да измери. Ева проценила дека таблата има 6 чекори. Потоа Ева со помош на чекори ја одредила должината на таблата. Таа направила 5 чекори и стигнала до крајот на таблата.
Ева била близку до својата проценка. Потоа го земала метрото и точно ја измерила должината на таблата. Ева правилно постапила. Први направила проценка, а потоа измерила. Процената е една од најбитните елементи. Учениците нека утврдат со броење колку пати ја има сината, односно зелената мерка и нека залепат соодветен број. Петар кренал 2 прста за да реши задачата. Првиот пример е покажан. На првиот пример имаме точно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ленти. 9 црвени ленти. Потоа, почнал да ја брои сината лента. Тој изброил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ленти и го залепил бројот 7. Потоа, почнал да брои зелената лента. Изброил 1, 2, 3, 4, 5 ленти и го залепил бројот 5. На сликата ни е представена верверичката скокајки сака да стигне до незините желади. Таа, скокајки по црвената лента, ќе направи 9 чекори, по сината 7, а најголемите чекори се 5. Да претпоставиме дека ова се чекори на дете и возрасен. Долку го чекореле? Петар одговорил точно на оваа задача. Прашање. Со каков метар мери продавачот на текстил, ѕидарот, шивачот и столарот? Поврзи. Оваа задача кренала рака Ава да ја реши. Да погледнеме. Шивачот, односно продавачот на текстил, определил со метро кое што е изработено од дрво. И тоа е точно. Столарот определил метро кое што се витка и за 90 степени. Точен одговор. Ѕидарот мери со метро кое што може да се витка. Точно. И шивачката мери со метро кое исто така може да се витка. Ава одговорила, односно поцртала точно. Секое дете измерило 1 метар. На сликата ни се прикажани 2 дечиња како мерат. Колку е долго килимчето? Заокружи го соодветниот број. Едното дете измерило 1 метар и второто дете измерило 1 метар. Значи точниот број е 1 плюс 1 е еднакво на точно 2 метра. Ви благодариме што ни помогнавте да ги решиме задачите. Се поздравиле дечињата. За домашно задолжение. Процени, измери и собери ја должината и ширината на масата. Тоа, драги ученици, ви е домашно задолжение. Се надевам дека часот ви беше интересен и поучен. Довидување. До следниот час.